Почитувани гледачи, уште еднаш добро утро. Ви посекувам добре дојде во снимката од вториот ден на Мавровскиот меморијал, односно вторите две трки во машка и во женска конкуренција. Во крос-кантри мажите повторно 10 километри, жените 5 во слободен стил. Единствената разлика од вчера ќе биде тоа што денеска во студиото со нас на телевизија 24 со нас е Ѓоко Динески, селекторот на македонската репрезентација, кој што ќе ни го олесни ова следење на случувањата од 58-миот Мавровски меморијал. Ѓоко, добро утро. Прво, дали сме задоволни од сето како помина во Мавров? Пред се добро утро. Значи, организацијски да, перфектно. И од самите снимки се гледа, и од самите водачи на екипи и спортисти имаме најпофални зборови и организацијата протече во максимално она што можеше да се постигне за една ваква организација и за овај ранг на надпревари. Од резултатите не сум до крај задоволен, со неколку исклучоци, секако дека очекувавме да далеку подобри резултати, меѓутоа во неколку наврати, како што имам напоменато за оваа сезона, комплицирана за сите, комплицирана и за нас. Изостанаа клучни подготовки во онај подготвителен период, лето, есен. Изостанаа важните тестови кои секоја година ги правиме на факултетот за спорт, односно на Институтот за физиологија во Љубљана. Оние параметри кои секогаш како тренер ми се потребни за да ја доведам програмата до најблиску до реалното, она што е на секој еден спортист како можност негова и како негови предиспозиции. И сето тоа надоврзано со бројни ограничувања за патување, бројни ограничувања за учество на надпревари, со исклучување на првиот триместар во биатлон купот со откажување или одложување на надпревари во нордиско скијање во ноември и во декември. Практично сето тоа доведе до некој увод до овие резултати кои сега ги постигнуваме, а за жал првите стартови, ако до минатата година сме ги правеле некаде околу 25 ноември, оваа година ние првите стартови и тоа во биатлон ги направивме 14-15 јануари. Така, период со пандемијата кој што веќе трае, речиси една година, за сите, значи, голем проблем е, сега некој го поднесува потешко, некој полесно, се почувствува, се разбира тоа во работата на македонските нордици и за дел од нив Мавровскиот меморијал беше и првото надпреварување на снег, што не се случило, верувам, барем во блиско минато. Па така, практично ние сме длабоко во сезоната календарски. Меѓутоа, оваа година рековме дека многу касно ја стартуваме надпреварувачката сезона. И сите знаеме дека најдобар тренинг е надпреварот. Од надпревар во надпревар влегуваат веќе во форма нашите надпреварувачи и мислам дека нивната форма ќе оди во нагорна линија и сепак она што го имаме зацртано до крај на сезоната ќе го постигнеме. Убаво беше тоа да биде на Мавровскиот меморијал, меѓутоа ова е спорт. Секој ден или не може да биде ист и оптимизмот секако останува во екипата, се работи доста напорно, ни предстојат важни надпревари, светското првенство во биатлон каде што ќе настапи Ставре Јада, светското првенство во нордиско скијање каде ќе настапиме со 9 наши надпреварувачи, светското јуниорско првенство во биатлон каде што исто ќе настапиме со 9 наши надпреварувачи. И секако дека во март месец, до крај на март, ако се биде окей со ковид кризата, мислам дека сепак сезоната ќе ја спасиме и она што е зацртано би го постигнале. Да се надеваме дека ќе биде така. За сега да се насочиме на она што го имаме на екраните.
веќе стартува добар дел од надпреварувачките во женска конкуренција. Ги видовме и Евгенија Здравеска, а пред некоја секунда и Михаела Дановска со стартен број 6 беше таа. По неа Јагајчич, Плакалович, ова е Тита Нефели од Грција. Така, значи оваа година и покрај да рековме да состојбата во која целиот свет се наоѓа, на наша среќа ние на нашиве надпревари се одзва 11 држави со еден солиден број на надпреварувачи и исклучително силна конкуренција. И во машка и во женска конкуренција. Така да во женска конкуренција да знаеме како и на вчерашната трка најголем фаворит е Ведрана Малец, која е и најискусна на некој начин и најдобро котирана на светската ранглиста на ФИС. Меѓутоа, тука имат уште неколку силни надпреварувачки, пред се тука би ги издвоил Варвара Прохорова, која ни доаѓа од Русија, тука е Ања Илич, Маида Дрндич од Србија, Сања Кусмук, и секако тука за прв пат на овие наши надпревари да настапува Јаника Козица од Хрватска, која првенствено да се надпреварува во биатлон, меѓутоа за прв пат еве оваа година таа е активна и во ФИС и реши да настапува и таа многу солидно се представи на овие наши надпревари. Еве Варвара Прохорова ја спомнавме и на вчерашната трка беше со одличен настап, не на нивото на Ведрана Малец, заврши трета, но и на таа трка покажа дека е неколку нивоа погоре од овие надпреварувачки кои што досега стартува. Така, значи на овој ранг на надпревари се стартува, значи оние кои се без ФИС бодови, односно кои се со повисоки ФИС бодови стартуваат однапред, а оние кои имат најниски ФИС бодови стартуваат во вториот дел на трката, односно во последните. Сакам да кажам дека тука гледаме исклучително убави кадри на патеката, што јас како учесник таму директен не можев да ги сепак камерата ги доловила многу убаво. Морам да кажам дека сум исклучително задоволен од како беше подготвена патеката, како ја подготвивме. Значи ски центарот Заре Лазарески има одлични машини и тоа кога ќе имаме и снежни услови, тоа допринесува да направиме врвен услов за надпреварувачите кои се надпреваруваат да имаат перфектни услови на самата трка. Значи вториот ден, иако малце потопло беше, сепак условите за надпревар беа уште подобри, патеката беше уште подобро подготвена. И мислам дека за овој ранг на надпревари правиме врв на вистина. Драго ми е што е така, се забележува и по времињата, тоа го говоревме и на вчерашната трка, дека се далеку подобри, например, од минатата година или од пред тоа. Еве, само да одбележиме Ведрана Малец, победничката и на вчерашната, односно на првата трка, и на двете лански трки и апсолутна фаворитка и за оваа трка. Значи, времиња подобри и од лани и од годините претходно. Значи, кога сме кај времињата, постигнати се најдобрите времиња на оваа патека. Ова е исклучително тешка патека на една завидна надморска висина, каде што голем дел од надпреварувачите имат и веќе и проблем на оваа надморска висина, меѓутоа сакам да напоменам дека и во машка и во женска категорија се постигнати најдобрите времиња досега и на 10 и на 5 километри. Тоа да се базира на на три работи уствари. Прво на подготвеноста, високата подготвеност на надпреварувачите, односно квалитетот на самите надпреварувачи кои настапија на овој Мавровски меморијал. Второ се однесува на квалитетот на снегот, исклучително квалитетен снег и трето се однесува на исклучително добро подготвената патека. Така. Добро е што тоа на некој начин во ваква сезона, каде што се проблем условите и патувањата и има отежната ситуација од повеќе аспекти, Маврово можеше да понуди
такви услови како своевидна реклама, да речеме, за способноста на целата екипа која што е задолжена да работи на оваа патека и на овој турнир. Така, значи снежните услови во јануари не беа на завидно ниво во Маврово. Ние го чекавме практично до последен момент овај снег. И со тоа ја одлагавме и поканата до екипите за тоа што правило за овие континентални купови е минимум 7 дена да ги известиш екипите дали се одржува надпреварот или го откажуваш или го пренасочуваш на друг датум. И ние буквално го чекавме последниот ден за да добијаме информација какви се снежните услови. По добиената информација имаше втор проблем топлото време, исклучително топлото време и количините на дожд и снег кои беа предвидени пред самиот Мавровски меморијал. Искрен да бидам, од една страна бев оптимист дека се ќе биде во најдобар ред, ама од друга страна работеше некој страв во мене дека ќе имаме доста проблеми и ќе мора да реагираме на патеката со многу повеќе усилби за да ја обезбедиме како што треба да обезбедиме услови. На наша среќа, условите сите ги гледаме беа перфектни, доволно снег со мали исклучоци некаде, меѓутоа тоа не беше никаков проблем да ја подготвиме патеката, а сончевото време во тие два надпреварувачки дена си го направија своето. Значи, Мирна долина е амфитеатрална патека, каде што буквално од една позиција се гледа целата трка и кога е убаво времето, навистина представува еден убав спортски спектакл, да се гледат сето ова што го прикажуваат овие врвни надпреварувачи. Апсолутно е задоволство и кадрите што ги имавме од почетокот на преносот и во текот на вчерашниот пренос. За жал, минатите години имаше слаба видливост, па ветрови, па имаше проблеми и една година. Не се одржа, ако не се лажам, 2018 една од трките. Сега сосема друга слика гледаме и нека служи времето така и понатаму кога ќе треба да се одржува Мавровскиот меморијал. Па така, кога е времето мислам, кога условите на Мирна долина, односно на Бистра се такви, со магла, со ветар, со снег, со дожд, е значително потешко да се организира овај надпревар. И не само нашите усилби да обезбедиме добра патека, туку и на самите спортисти се потешки условите. Но ретко кога се случило да откажеме некој надпревар, мислам дека со максимални напори оваа традиција од 58 години не само што ја продолжуваме, туку и понатака ќе живее. Нека биде така, позакуваме сите. Во тек е веќе трката, е преполовена и нешто повеќе од тоа. Ја видовме во кадар кратко Михаела Даноска некаде на половина, на некои 7 минути, нешто повеќе од половина. Така, како сме задоволни со настапот околу тоа малку? Михаела Даноска станува збор за исклучително вреден надпреварувач кој во ниеден момент немам дилема дека би пропуштила некој тренинг. Значи, редовноста незина и посветеноста на самиот спорт се на едно многу високо ниво. Резултат во овие спортови не доаѓа за една сезона и две, не доаѓа преку ноќ, што викаме, да си сака долготрајна напорна работа и резултатот нема да изостани кај незе. Станува збор за исклучително млада надпреварувачка кој веќе втора година е во категорија ФИС, но сакам да напоменам дека кај незе има прогрес и тој прогрес во наредните години ќе биде евидентен и резултатите незини допрва доаѓаат. Така, на првата трка, таа забележа време 14:08, 224 ФИС бодови. На втората ќе проследиме нешто побрзо време, или како што беше и побрза целата трка. Ова е Аника Козица која веќе поминува низ целта со извонредно време 12:11, побрзо од неизиното на првата трка.
ќе проследиме како се однесува тоа време во однос на другите фаворитки како Ведрана Малец, Варвара Прохорова, Сања Кусмук и така натаму. Така. Тука јас би прокоментирал на кадарот е да Маида Дрндич, која е исклучително квалитетна надпреварувачка, меѓутоа од самиот израз на лицето се гледа одредена доза на замор и мислам дека таа и пред стартот се пожали на замор и мислам дека оваа трка не е тоа на незино издание, бидејќи таа е далеку поквалитетна и може да даде далеку поквалитетен резултат. Во овај случај гледаме да хрватката фаворитката Ведрана Малец, кој во едно силно темпо ги совладува километрите и мислам дека уште еднаш демонстрира дека во оваа конкуренција е надмоќна. Така, зборувавме и на вчерашната трка дека дојде во Маврово со после победа во Хрватска во Равна Гора, исто така на трка во Балкан Куп категорија, но во класичен стил. Марија Булатовиќ овде ја минува целта за нешто повеќе од 15 минути. Да, навистина се забележува дека е тежок чекор, дека бавно е темпото на Мајда Дрндич, која патем минатата година освои второ место на едно. Штета, мислам, со самото тоа што Мајда Дрндич не влезе во првите 5 надпреварувачи, се расипа додатокот на самата трка, односно рейтингот. За појаснување на гледачите, рейтингот на самата трка се прави во тек на годината излегуваат 8 периодични листи и на секоја периодична листа за периодот од годината наназад се земаат 5 најдобри надпревари. Од тие 5 најдобри надпревари се вади просек и тоа е рейтингот на секој еден спортист. А на самата трка рейтингот се прави од првите 5 пласирани, најслабите четвртата и петтата отпаѓаат, од првите 3 резултати има формула и според таа формула се добива рейтингот на трката. Во случајов Маида Дрндич не влезе во тие 5 на оваа трка и мислам дека за 8 физ точки е послаб рейтингот на втората трка во однос на првата трка на Маврово во женска конкуренција. Еве сега Михаела Дановска низ целта. 14:08.8. Ова е нешто подобар резултат за неа отколку на првата. Да. Значи ова во однос на претходниот ден беше подобар резултат и имаше кај други надпреварувачки подобрување на резултатот. Тоа е до веројатно подобриот перформанс што го има направено во време на трката, а тука веројатно има и помогнато и самата брзина на патеката, односно на снегот. Претпоставувам во така млади години, Дановска е 16 неполни, ако не се лажам, во така млади години и секој нов надпревар и секоја нова трка значи искуство и ако знаат да го искористат тоа надпреварувачите, ќе го градат своето јас како надпреварувач, како профил, како тркач. Па реков, трката е најдобриот тренинг, формата се подигнуваат од трка во трка и мислам дека на предстојните трки кои се резултатите на нашите надпреварувачи ќе бидат се подобри и подобри. Ја видовме сега и Варвара Прохорова низ целта. Не сум сигурен дали и Ведрана Малец веројатно помина низ целната линија и наскоро ќе го видиме и телопот со конечните резултати од оваа втора трка исто така на 5 километри. Сепак има нели уште надпреварувачки оние што се малку побавни, што подоцна доаѓаат на целта. Евгенија Здравеска, млада надпреварувачка кој за прв пат е во категорија ФИС. Значи треба да се тренира со тренинг, може да се постигне напредок и кај незе.
ќе настојуваме и ќе настојуваме и во иднина да што повеќе девојчиња привлечиме во нашиот спорт и да имаме повеќе репрезенти на нашата држава во следните сезони, на следните надпревари кои ќе се одржуваат. Еве на крај гледаме Ведрана Малец во едно силно темпо, со свежина, значи како има разлика во чекорот она што го зборувавме за Мајда Дрндич и сега со така, значи со свежина во силно темпо, во исклучително квалитетна и добра техника. И мислам дека незината надмоќ тука не беше доведена во прашање. 11:51.4 и значи 4 десетинки е резултатот на Ведрана Малец. Подобро од претходниот ден. Од првиот ден. Со тоа што сега има мала смена на позициите. Ке погледнеме на конечниот пласман. Прохорова го освои второто место, ја видовме веќе ја мина целта. Еве Мајда Дрндич која има веројатно најслабо издание овде во Маврово откако доаѓа. Тој грч на лицето кажуваат многу. Значи дека едноставно има замор и кога не оди. Тоа е тоа. Значи овие се исклучително тешки спортови, подготовката да е целогодишна, практично 14 дена, од 1 до 14 до 15 април имаме мала пауза, другото е сето само работа и работа. Го видовме конечниот распоред. Ведрана Малец прво место, Варвара Прохорова второ, Аника Козец трето, Михела Дановска 13, Здравевска на 15-тото место.